Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Почна распределбата на картичките за зелена нафта и за земјоделците од Кочанско. На списокот има околу 1900 земјоделски стопанства, за кои се наменети околу 55.000 евра. А подигањето на картичките е во подрачната единица за земјоделство во Кучани, при што неопходно е да се носи документ за лична идентификација. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани почна дистрибуцијата на ваучерите за зелена нафта, а за што во евиденцијата има вкупно 1899 земјоделски стопанства во Кочанскиот регион. На предавањето на ваучерите присуствуваше и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и земјоделството Никола Бабовски, кој рече дека интересот кај земјоделците за оваа мерка е голем, а со распределбата во Кочани веќе привршува опфатот на корисниците. Купната сума на средства кои што се одобрени за набавка на зелена нафта преку овај проект за овој регион е 3.357.000 денари, што е една значителна сума на средства која во овој период, поготово кога имаме голем дел на земјоделски активности, на нашите земјоделци ќе им бидат добродојдени. Со денешната распределба на картичките практично дојдовме до распределба на 90% од картичките во цела држава и до крајот на ова недела ќе бидат дистрибуирани до подрачните единици на МЗШВ сите отпечатени картички. Земјоделците имаат рок од 60 дена да ги подигнат ваучерите од подрачните единици за земјоделство, а истите ќе треба да ги искористат најдоцна до април идната година. Секој работен ден од 7:30 до 15:30 може да ги подигнат картичките за зелена нафта во просториите на подрачната единица Кочани при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со себе мора да носат документ за идентификација, тоа е лична карта, пасош или полномошно. Значи лично мора секој да дојде да подигне платежната картичка. Директорот на платежната агенција Бабовски додаде дека освен оваа мерка за директна поддршка на земјоделците, веќе се доделени и други средства за граѓаните од Кочанскиот регион. Преку општина Кочани во мерките за рурален развој одобривме 4 проекти за Кочани, 3 преку општината и 1 преку планскиот регион, или вкупната финансиска поддршка е повеќе од 60 милиони денари или 1 милион евра. Значи тоа е финансиска поддршка за Кочани која што во изминатиот период ниедна влада ваков крупен финансиски зафат во Кочани за подобрување на условот на живење на сите граѓани во државата не е превземено до сега. На предавањето на ваучерите за зелена нафта присуствуваше и градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, кој ја нагласи одличната соработка на општината со Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и земјоделството, при што се заблагодари за поддршката за 4 инфраструктурни проекти. Заедно со поддршка на агенцијата, на прво место тоа е патот од Оризари за добра вода, тоа е по мерката 323 поврзување на населено место со туристичка атракција, каде што на вистина за жителите од Оризари ќе биде, односно и за сите жители, посетители на тој дел ќе биде од огромна придобивка. Понатаму во мерката поврзување на населено место со град е асфалтирање на делот на Енгелсово од страната на Оризари и поврзувањето на Усова чешма со градче. Во руралниот дел исто така имаме поврзување на крушка со Ајдар и уште една мерка во делот до 1000 метра улици во Оризари и во Мојанци. Од платежната агенција истакнаа дека до крајот на оваа недела ќе бидат распределени преостанатите картички за зелена нафта во другите општини, со што ќе се заокружи мерката за поддршка во покривањето на дел од трошоците за гориво за земјоделската механизација. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во посета на дневниот центар во Виница. Ке се подобруваат условите за престој на лицата со попреченост, чија бројка во моментов изнесува 10. Многу емоции и топлина споделија членовите на дневниот центар во Виница при посетата на Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Со топли поздрави и прегратки тие на свој начин раскажаа за дел од своите секојдневни активности во центарот, а вработените имаа ретка можност лично со министерката да поразговараат за своите секојдневни проблеми и предизвици во оваа институција.
Царовска и градоначалникот Димитров ги разгледаа сите простории со кои располага центарот, при тоа сублимирајќи го она на што треба да работат вработените во претстојниот период, со соодветно подобрување на условите за престој на лицата со попреченост кои во моментов се 10. Во дневниот центар разговаравме со вработените и со корисниците и утврдивме дека се уште имаат предизвици во имплементирањето целосно на програмите, кои што треба да ги имплементираат во дневниот центар, но многу е важно дека децата стекнуваат навики, се социјализираат, имаат и работна терапија, имаат и логопедски третман кој што се спроведува во дневниот центар. Дополнително се воведува и еден нов модел не само на дневно згрижување на децата во овој центар, туку и на индивидуална работа и припрема за во училишта, што навистина ме радува затоа што се гледа дека кај вработените има ентузијазам за иновативни и нови мерки кои што се потреба па на локалното население. Јас како министерка ќе се погрижам да во наредниот период и дидактичките средства и се она кои што го послучува како предизвик за работа го обезбедиме и во овој дневен центар, со тоа што е важно да се напомене дека социјалните услуги се столб на социјалната заштита, без нив не може да кажеме дека дека одредена општина има социјална заштита како што треба. И токму затоа заедно со градоначалникот во наредниот период ќе работиме на развој на социјалните услуги во оваа општина. Дополнително и низ цела Македонија ќе биде распишан повик преку кој што Министерството ќе финансира воспоставување на социјални услуги. Ова е за прв пат еден министер да дојде во дневниот центар во нашата општина, да ги посети дечињата и да ги види условите со кои што располага дневниот центар. Заедно со министерката се договоривме за одредени работи кои што се потребни, посебно овде во овој дневен центар, и се надеваме дека за многу кратко време оние работи кои што се неопходни пред се за дечињата дека ќе ги обезбедиме. Центарот во Виница функционира веќе 12 години и дневно го посетуваат 10 лица, за кои се грижат тројца стручни работници, дефектолог, логопед и медицинска сестра. Освен редовни културно-хигиенски и воспитно-рехабилитациони активности, во дневниот центар во Виница се реализираат и спортско-рекреативни активности, преку вежби за правилно држење на телото, брзо одење по лента за трчање, возење на статичен велосипед, скокање, вежби за зајакнување на мускулатурата на телото, корективна гимнастика, игра со топка, игра со пилатес, топка и прошетка во природа. И исто така се работи на развој на психомоторните способности кај корисниците. Локалната самоуправа на Кочани ќе набави градежни материјали што во наредниот период ќе им бидат доделувани на загрозени семејства кои живеат во социјален ризик. Но делувањето на помошта ќе биде според однапред определен правилник, што е објавен на веб страницата на општината. Општина Кочани планира да потроши околу 350.000 денари од буџетската сметка, пари со кои ќе бидат набавувани градежни материјали за хуманитарни цели, односно за поддршка на социјално загрозени граѓани. Се работи за спроведување на мерките од програмата за остварување социјална, детска и здравствена заштита, односно за помош на лица изложени на социјален ризик. Со парите планирано е да се набават цемент, песок, градежни блокови, керамиди, бетонско железо, греди и даски како и материјал за внатрешно варосување на објекти. Во моментот тече рокот на тендерската постапка за набавка на градежните материјали, а заинтересираните фирми можат да се пријават до 13 септември. Испораката ќе се реализира постапно во текот на годината во зависност од потребите и издаденото одобрение од локалната самоуправа. Распределбата на материјалите ќе се реализира според правилник што беше донесен во декември 2017 година, а кој се однесува на финансиска помош за поправка и оспособување на стамбен простор што временски бил дотраен или пак е оштетен при непогода. Правилникот е јавно објавен на веб страницата на општината. Доделувањето градежни материјали е само една од мерките што ги спроведува општина Кочани за поддршка на социјално загрозените лица. Освен тоа, од буџетот се издвојуваат средства и за помош на граѓаните за набавка на лекови кои не се наоѓаат на позитивната листа на лекови, како и за обезбедување билет за превоз за лекување во здравствена установа надвор од Кочани. Исто така, се доделува и еднократна помош во вид на социјални пакети за новородени деца од социјално загрозени семејства, а кои се жители на општина Кочани. Волонтерите на Црвен крст Виница на летен камп во село Лаки. На кампот се присутни волонтери од повеќе општински организации со кои споделуваат плодни искуства од својата работа како млади хуманисти и разменуваат идеи.
Хуманоста како највисока морална доблест не се учи, но се потикнува, надградува и афирмира во интерес на пошироката заедница. Волонтерите на Црвен крст од Виница веќе 13 години организираат летен камп, заедно со своите истомисленици од повеќе општински организации. И во рамките на тој камп, преку низа групни активности, во отсуство на технички помагала, споделуваат плодни искуства од својата работа како млади хуманисти, разменуваат идеи, а во исто време се едуцираат со помош на стручни лица, кои во зависност од зацртаната мисија им држат соодветни предавања. Како што истакнаа организаторите, годинава учесниците, кои на број се 60, имаат задача покрај се друго да научат нешто повеќе за Виница, а сите нивни активности се поддржани од општината и од голем број приватни компании во градот. Ние годинава го организираме кампот по 13 пат. Инаку годинава ќе биде на тема легендата за Винеам и тимбилдинг. Оваа година имаме доста поголем број на учесници, така што викнавме од различни општински, како што се Куманово, Велес, Битола, Охрид и други, но исто така има волонтери од Виница. Сакам да изразам голема благодарност до Домот на културата од Виница, како и директорот Јовица Илиев, наставникот Михаил Манасиев и Столе Мицов, кои што ги едуцираа, односно ги научија волонтерите кои што се присутни на кампот за историјата на Виница. Учесниците ги поздрави и граначалникот Димитров, кој заедно со секретарот на општинската организација на Црвен крст Кирил Цоневски ги посетија учесниците кои годинава се лоцирани во училишниот двор во село Лаки. Во рамките на своите активности, општинската организација на Црвен крст Кочани во соработка со општата болница спроведе бесплатна акција за мерење на шеќер во крвта и крвен притисок на граѓаните. Целта на ваквите акции е да се подигне свеста кај граѓаните за зачувување на сопственото здравје. Бесплатна акција за мерење на шеќер и крвен притисок спроведе општинската организација на Црвен крст Кочани. Во соработка со лекари од општата болница и медицински сестри, на оние граѓани кои сакаа да си ја проверат здравствената состојба, им беше мерен крвниот притисок и шеќерот во крвта. Освен овие проверки, од присутните лекари, граѓаните можеа да добијат совет или одговор на прашања поврзани со сопственото здравје. Во рамките на летните активности кои ги организира општинската организација на Црвен крст Кочани, денеска на градскиот плоштад се спроведе активност за бесплатно мерење на шеќер во крвта и крвен притисок од страна на стручни лица, од страна на лекари. Оваа активност започна во 10 часот и траеше до 11:30 часот. За време на акцијата беа фатени 50 граѓани кои превентивно можеа да си го измерат шеќерот во крвта, како и крвниот притисок, како и да добијат медицински совет поврзан со нивното здравје. Ова се активности кои ги спроведуваме во летниот период во рамките на топлотни бранови, како и исто така и целта е подигање на свеста кај населението за ризик факторите кои влијаат за добивање на дијабет како болест, а тоа се неправилна исхрана, зголемена телесна тежина и недоволна физичка активност. Различни се резултатите, но кога се добие резултат кој не е во нормалните граници, секако лекарите даваат совет да се направат дополнителни испитувања кај матичен лекар. Имаме голема заинтересираност од страна на граѓаните, планираме со вакви активности да продолжиме и во иднина. Целта на ваквите акции е да се подигне свеста кај граѓаните за зачувување на сопственото здравје и да се укаже на важноста од редовни контроли и прегледи со цел рано детектирање на евентуални болести. Следува информацијата од спортот. Фудбалерите на Осогово на домашен терен ја победија Прилепска победа во рамки на 16 финалниот надпревар од фудбалскиот куп. Иако минимална, победата ги носи во 8 на финалето, а во меѓувреме ги очекува и стартот на првенството во втората Лига Исток. Фудбалскиот клуб Осогово ја мина првата пречка во официјален настап пред почетокот на новото првенство. Во средата попладне на стадионот Никола Мантов во рамки на 16 финалето од Купот на Македонија, жолто-сините ја победија победа од Прилеп со минимални 1:0. Со тоа ја подотворија вратата за борба на ова поле, иако од викендов ги очекува и другата потешка задача во второлигашкото првенство.
Резултатот од куп над преварот беше откриен уште во 11-та минута со погодокот на Костовски кој избегна офсет стапица на гостите и ја затресе мрежата на голманот Иванов. До крајот на полувремето вредно е да се спомене дека Прилепчани имаа шанса за израмнување во 44-та минута, но топката заврши во пречката. Во вториот дел играта не беше забележливо борбена, па по само една посериозна шанса за гол на двете страни, мрежите останаа празни. Со победата Осогово ги продолжува над преварите, при што го очекува противникот во осмина финалето. Во меѓувреме, во завршна фаза се подготовките пред почетокот на првенството во втората Лига Исток, кое стартува в сабота. Нашиот тим на домашен терен ќе се сретне со екипата на Питу Гули од Крушево, а средбата започнува во 17 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.